Добро вечер. Добро вечер, се вклучуваме полека. Супер. Како сте? Добро дојдовте, добро доаѓате. Уште? Супер. Почнуваме со нова гостинка. Добро вечер, Светле. Да, заедно се дружевме со Светле. Минатиот пат, сега ќе се дружиме со Рената. Која што доаѓа од нашето детство и така, ни се провлекува потоа во животот. Еве ние Рената се вклучи. Добро вечер. Како си, Рената? Супер, одлично. Одлично. Те вечер ќе се дружиме, имаме големо друштво, се повеќе се вклучуваат, интересна тема е пред нас, која што, како што напоменав и претходно, ни се провлекува од детството, ни започнува од детството и потоа не дружи и се дружиме со неа во текот на целото наше битисување, во текот на целото наше живење. Постојано докажување, постојано сакаме да се докажеме, да заслужиме некаква љубов или некакво внимание, како и да е тоа. И при тоа, може би, мислиме дека никогаш и не е тешко. Јас ќе речам, не е лесно, но важно е да освестиме момент дека ние се докажуваме, а дали е вредно да се докажуваме и дали треба да се докажуваме, или едноставно да бидеме тоа што сме, за тоа денес ќе проговориме. Повели, Рената, какво е твоето размислување околу докажувањето? Дали ти се докажуваш? Па добро, тоа е процес низ кој што сите понекогаш во одреден период од животот проаѓаме, но битно е нели да го освестиме, да увидиме од која позиција пристапуваме, дали пристапуваме од позицијата на докажување или пак си дозволуваме да бидеме токму она што сме, односно да постапуваме и пристапуваме во ситуациите според нашите вредности, според нашите уверувања, но со оглед на тоа дека сме социјално битие, па тежнееме од самото наше доаѓање овде, нели, во општеството, во културата, тежнееме да ја задоволиме онаа потреба за припадност, но понекогаш, нели, тоа се разединува со нашите ставови, со нашите уверувања, со натрешното јас и во таа трка едноставно да припаѓаме, поведени можеби од мислата, од стравот, да всушност не бидеме одбиени или дека ќе бидеме погрешно сватени, понекогаш навлегуваме во она маска, односно ставаме маска и пристапуваме од улогата на она кое што е социјално прифатливо, кое што е социјално вреднувано, пожелно. Всушност, со тоа што сме дел од една семена, општествена, културна, можеби религиозна заедница, честопати ни се наложуваат одредени, условно ќе кажам, услови од типот на тоа ни се праќаат некогаш несвесно дадени пораки, кои што ние ги превземаме како наши образци на однесување. Честопати знаеме, на детето да му упатиме порака од типот на тоа дека ќе биде сакано, ќе биде прифатено, доколку е умно, доколку е послушно. Се наближува нова година, па нели кое уверување им го пренесуваме на децата, дека всушност Дедо Мраз исполнува желбите, дека носи подароци на умните, на послушните дечиња. Понекогаш ако тргнам од оној училишен контекст каде што јас делувам во однос на мојата работа, понекогаш петката е услов за да се добие награда, можеби. Или постигнувањата на одредени надпревари предизвикуваат чувство на гордост кај родителите, да речеме, на детето. Или поаѓаме со уверување и пренесување на порака на тоа дека всушност
не треба да се плаче, особено ако некој е припадник нели на машкиот пол. Треба да покажеме храброст, а плачењето понекогаш во нечии очи се доживува како слабост. И кога сите овие пораки, ќе речам, можеби делуваат едноставни зборови, но детето ги добива во еден континуитет, всушност тоа ги превзема, односно ги вкоренува во својот вредносен систем, така што она, да речеме, биди добро дете па ќе те сакам, всушност прерастува во една генерализирана форма на тоа дека всушност љубовта треба да се заслужи. Дури одиме до оној степен на тоа дека всушност не е доволно самото тоа што постојам. Не е доволно да бидам, туку всушност неопходно е, потребно е, мора да постигнам нешто за да бидам вреднувана од страна на мојата околина, од страна на луѓето кои што се значени за мене или можеби се помалку значење, но дозволуваме нели понекогаш да имаат такво екстремно влијание што формираме одредени образци, одредени уверувања по кои што се водиме, а како може да се некорисни, односно да не водат во една ограничувачка состојба. Така е. Праша која е темата денешна. Денешната тема е, значи, за тоа колку е потребно да докажуваме, да се докажуваме или едноставно е доволно да си дозволиме за нешто да биде и колку сме ние заслужни и дали треба да заслужиме нечие внимание и некоја љубов, нечија љубов. И ти благодарам, Рената, на исцрпниот одговор и оноа што потегна неколку прашања вака ми се појавија додека зборуваше, тоа е токму тоа да се ближи нова година и сега Дедо Мраз ги исполнува желбите, а за чии желби се работи? Така, реков дека тргнувајќи од тоа да бидеме прифатени и да припаѓаме во заедницата каде што припаѓаме, честопати всушност се водиме од тугите потреби, од тугите желби, а некаде во позадина ги зацкриваме нашите вистински потреби, нашите вистински желби. Односно, применувајќи го тој начин на однесување, едноставно тој начин на живење, реков, постепено го губиме детето во нас, натрешното себство, кое што учи дека реков веќе одредени форми на однесување се достојни да бидат вреднувани, а сето она кое што не е препознаено, е моја лична вредност која што ја носам во себе, всушност постепено се зацкрива некаде, едноставно не се манифестира во социјалното обкружување и така всушност детето учи дека треба да се повлекува. Зборувам конкретно за внатрешното дете, за детето во себе кое што го носиме, но реков, тоа е се присутно, тоа не исчезнува, туку едноставно си зазема некое сокриено место. Зошто? Затоа што всушност овде се пројавува улогата на возрастниот родител кој што истапува од нас, кој што му праќа порака дека нешто е во ред, а нешто не е во ред, односно најчесто пристапува со критика, со осуда, постојано е на релација на вагање, на преиспитување на одредени нешта. И со тоа јас тука, извини, морам да се уфрлам, тоа не е возрастниот родител, туку е авторитарниот родител, затоа што возрастниот размисла на поинаков начин. И авторитарниот родител кој што сака да го наметне својот авторитет врз основа на нешто тука што се случува, односно да ја наметне својата доминантност, а тоа е најчесто во улога на родител кој што не може да се справи можеби во даден момент со дадената ситуација, па користи одредена казна можеби или не знам награда или условување кое што ни се јавува тука и кое што вели
па ти не си таков, па биди умен, кога ќе бидеш умен ќе добиеш тоа и тоа, или кога ќе бидеш умен, па ти си умно дете. И таа умност наша не води баш до тоа што го кажа, да малку да го потиснеме оноа детето во нас и да бидеме секогаш умно дете. Да, обично тоа е така. И во семејството, да, од тука почнува се. Уште велат, нели, во пренаталниот период, па и потоа до 7-та година се тие образци што кажува, што почнуваат да се втиснуваат, па и уверувањата се разбира, кои што ги усвојуваме од средината во која што растеме. Првично негирањето на самите нас како личности, во смисол ти не си таков, нели? И оноа немој да плачеш, ако плачеш вака и вака, или ако не плачеш, ајде сега, ако престанеш да плачеш, ќе ти купам тоа и тоа. На што укажува таа порака според тебе? Всушност дека треба да постапуваме според барањата на другите, за да бидеме, нели, оно што веќе реков, прифатени, односно да бидеме вреднувани. А кој најчесто од кого бараат, еве, уште од најмала возраст, од кого бараме да бидеме прифатени, додека сме уште мали? Па така, тргнуваме од семејната средина, оному каде што, нели, всушност треба да владе една хармонична атмосфера која што нуди топлина, која што нуди разбирање, поддршка и прифаќање на детето, односно да пристапиме со љубов и да овозможиме услови каде што детето ќе се произнесе во својата верзија, која што него го исполнува, да ги манифестира и да ги прави оние работи кои што, нели, него го исполнуваат, му предизвикуваат чувство на уживање, чувство на задоволство, затоа што тоа е негова вредност, да, нели, припадноста во независно, во одредена средина бара и, нели, да направиме одреден компромис, односно да креираме услови каде што заеднички ќе делуваме, но сепак да си го задржиме она автентичното. Всушност, детето во нас е тоа. Токму тој емотивен дел од самите нас, кој што ги проаѓа првите искуства, односно ги доживува и стравот, и срамот, и љубовта, и поддршката. И од сите овие проживеани искуства, од сите овие доживеани емотивни белези, тој ги бележи во себе, всушност создаваат емотивна трага по која што понатаму, нели, се повикува и постапува и во подоцнежните фази од својот живот, и всушност на ваков начин, реков, се оддалечува од себе, но која е целта? Така е, оно што мене сега ми се јавува е тоа што првично треба ние да си дозволиме да бидеме тоа што сме. Затоа што ние постојано удоволувајќи и нели, поради тоа што сме условени за да припаѓаме, сакаме да задоволиме туѓи интереси, да задоволиме туѓи барања и некако ја губиме сопствената автентичност. Што значи тоа? Тоа значи дека го губиме и ја губиме и автентичноста да бидеме во некои наврати и да не се согласуваме со нешто, да бидеме некогаш и, кога ја спомна емоцијата, и љубоморни, да бидеме, да дозволиме некогаш да си признаеме, бидејќи ние чувствуваме, сите овие емоции ги чувствуваме, но ние не си ги признаваме. Затоа што уште од мали е кажано дека тоа не е како треба, нели, ти не си умно дете, како може тоа да гледаш дека е таа подобра од тебе или дека ти си подобар и било што друго, а со самото тоа ни упатуваме порака повторно на споредување меѓу врсници можеби, меѓу браќа, сестри во семејството, меѓу било кој друг. Значи на едно несвесно ниво упатуваме порака дека ние споредуваме. А велиме како можеш да се споредуваш. Со самото тоа, всушност расте емоцијата на љубомора, конкуренција, чувство дека тука загрозен сум, значи ќе бидам дури и тоа што не сум, само за да бидам прифатен.
Така што, тука исто така се губи автентичност. Но, многу често на несвесно ниво се оди без да се забележи тоа, туку се плука по некој кој што се истакнува, можеби условно кажано, нели ќе се критизира некој, кој ќе се наоѓаат недостатоците на тој некој, за да се издигнам себе. Зошто? За да не ги признаам емоциите кои ми биле забранети кога сум била дете. Како тогаш да знаеме, да дадеме нашата дозвола и кога знаеме да ја дадеме дозволата, за да ги чувствуваме сите овие емоции кои ни биле забранети попатно, и да си дадеме дозвола да растеме. Значи, за да си ги признаеме, ако јас ги признавам, ќе ги прифатам, ако ги прифатам, можам да ги сменам. Не можам емоцијата, но може мојата реакција на оддадена емоција. Значи, кога треба тоа да го дозволиме? Едноставно од моментот на креирање на свесност, односно на препознавање на знаците, од кои што всушност укажуваат на тоа дека јас сум во една состојба на докажување. А кои се знаците кои што всушност укажуваат на оваа состојба? Реков веќе, нели, потребата да се припаѓа, всушност стравот да не бидеме одбиени во дадена ситуација. Понатаму навлегуваме во одредена состојба во која што всушност кај нас се јавува чувството на недоволност. Еве зборувам конкретно од мое лично искуство, да без разлика на тоа имам постигнувања кои што сте значајни, но постигнувањата на истото кај мене не предизвикува, односно ми ускратува онаа способност да се препуштам и да уживам, односно да го доживеам остварувањето со задоволство. Ете, условно велам теорија, нели, на доградување на таа теорија, а при тоа си го ускратив искуството. А искуството што е? Ете како значаен елемент, односно значаен момент за да јас ја тестирам на некој начин таа теорија. Ја донесам, ја ставам на масата, ја согледам, едноставно го проживеам искуството, па следствено од тоа понатаму да направам увид до каде сум, до кој степен сум во одредено поле на делување од мојот живот, па нели, да се насочам што и како да менувам. Всушност ете, потребата за одмор за мене беше неприфатлива и покрај тоа што ќе го споменам, еве, спиењето, сонот. Тоа е луксус, замисли се луксузираш, Рената. Добра. Баш нели она. Ноќно спиење си е наменето за, најчесто спиеме, нели, во текот на ноќта, е наменето време за одмор и за самото тело и за умот, нели. Да се растеретиме и од оној физички и ментален замор со кој што се соочуваме во секојдневието, за мене тоа беше луксус, односно беше губење на време. Тој вид на одмор беше губење на време, затоа што за тоа време јас ќе направам нешто друго корисно. Многу покорисно, затоа што одморот не е корисен, замисли. Така, јас се водев со такво уверување, нели, од денешна перспектива гледајќи, апсолутно сосема погрешно и некорисно. Но јас, освен тоа, дневното спиење за мене беше недозволиво и всушност не само ово уверување дека не ми е потребен сонот, не ми е потребно спиењето, јас тоа најверојатно го имав искомбинирано со едно друго уверување дека всушност потребата за одмор е дозволена кога сум болна. Па така да не знам, 5 пати во животот, ако јас имам заспиено во текот на денот, буквално за да го оправдам ово уверување, јас наместо освежена, наместо одморена, јас се будев болна, со вртоглавици, омалаксана, со нагон на повраќање. Буквално си го живеев тоа мое уверување. Така е. И се тоа на кое што јас го манифестирам во однесувањето, го рефлектирам и кон околината. Така да тоа мое уверување беше
подкрепен, односно добивав коментари ако јас пие во текот на денот, што се случува со тебе? Дали ти е добро? Да не си болна? И така, сигурно, кога си болен можеш да спиеш, зарем кога си здрав ќе одмараш. Па така е, тој е сведок и воедно тој што те слуша може е твоја поддршка и сведочи всушност на патот кој што го минуваш. И тоа е феноменално кога ќе си дозволиш, значи да се докажеш е едно, а сосема е друго да си дозволиш дури и помош. Зошто? Вака да слушајќи те, првенствено околу спиењето, околу одмарањето, преку ден, што не се дозволуваме, кога ги спомнавме уверувањата, ние уште од мали сме буквално научени джабе работи, джабе не седи. Значи, тоа е нешто што ни е кажувано уште од најмала возраст. И секој тоа джабе работи, джабе не седи, секој седење и секој одмор сметаме дека ни е джабе. И, значи, го трошиме времето. И од тука доаѓа тоа уверување дека навистина не смееме да си дозволиме да седнеме и да се одмориме, затоа што е тоа губење време. И зошто да губам време кога можам нешто да работам? И постојаната работа почна да ни исцрпува и да ни изморува во текот на нашето секојдневие, кога, затоа што за да се работи нешто, ние сме нели наше тројство, ум, тело, емоции, вклучени се и умот, и телото, и емоциите, и телото доаѓа во ситуација, во состојба, бидејќи телото е полигон на умот, доаѓа во состојба кога веќе се заморува. Кога телото е заморно, тогаш бара начин како да одмори. Кога тоа ќе почне да одмара, умот почнува да работи. И од тука се јавуваат и несоници, 300 работи, грижа на совест да се јави и така натаму. И сега кога тој е активен и тој работи, се вклучува емоцијата. И сега, ајде да барам помош. Ако барам помош, доаѓаме во нели до точка каде што некој мене ми помага. А секогаш се вредни работите и јас вредам кога се мачам, се трудам и кога тоа е својски постигнато и тоа е мој труд. И тогаш се гордеам со себе. И тогаш доаѓаме во ситуација да не прифаќаме туѓа помош, туку можеме обично ние се сами. Зашто ние се си знаеме, меѓу другото, нели затоа што и признавањето дека не знаеш е пораз. И не ти оди во прилог на твоето докажување на твојата супериорност. Затоа и не кажуваме дека не знаеме, затоа што секој барање на помош е еднакво јас не знам. Ако јас не знам, значи јас помалку вредам или не дај Боже па не ни вредам. И моментот кога ќе дозволам дека навистина не може човек секој сам, тоа го кажувам во моите лајвови и воопшто во моите предавања, тоа е навистина парадокс што ние доаѓаме на светот сами и си заминуваме од овој свет сами, но сме социјални битија. И навистина не можеме сами во многу наврати, еве, ние се занимаваме со таа работа, нели, и ти како психолог, еве, јас како коуч и така натаму, но има моменти кога што навистина ти е потребна помош. Так. И моментот кога ќе си дозволиш дека да, ќе одам да ја побарам помошта и навистина некој да ме поддржи, да ме подкрепи, да ми каже дали сум на вистински пат на крајот од денот, да усвести некои делови во мене, тука е моментот кога, окей, јас ќе одам и што ми кажа, се знам. И по автоматизам ништо не менувам. Поголема и подлабока дозвола е ова што си го постигнала ти, да го гледам тој како сведок на моите промени. Так. Значи, повторно останувам, јас ќе кажам тука, повторно е вредноста, нашиот вредносен систем. Од што поаѓам и зошто ми е тоа важно.
Сега, ако ми е тоа важно дека јас барам помош, затоа што мене нели на другиот дел од мене вели дека слабости е тоа. Ако е тоа појако од мене, за да тоа го исхендлам, веќе одам со тоа тој да биде сведок. А ако не одиш некогаш па онака хардкор, одам за да те сменам, бе. Ти мене ке ме водиш. Значи, кој како си милува, важно е да си даде дозвола. Гледам дека имаше некои прашања. Кој е процесот за промена на вкоренети уверувања? Да, еве, прво тоа да го одговориме, има горе и уште нешто. Еве, ова е Санчо, мислам. Така. Да, Санчо. Всушност, промената започнува, процесот на промена започнува со, рековме, уведувањето, односно на освестувањето на тоа со какви уверувања пристапуваме. Еве како што јас на некој начин ќе се надоврзам на моите примени, направив промена на фокусот. На тоа го гледам на еден начин, па потоа го променувам фокусот и му давам друго значење. Треба да сватите и да видите, што велам, да ги уловите, точно кои уверувања, во што верувате. Сега Санчо, Валера, ова предпоставам дека е фирма некоја. Значи, кои се вашите уверувања? Како знаете дека се тоа ваши уверувања? Чии се тие уверувања? Од каде потекнуваат? Тие верувања во кои вие верувате. Значи, тој момент, кога ќе забележите дека вие во нешто верувате, а не ви е корисно при тоа, во тоа што верувате, тоа станува збор за некорисни уверувања, кои што постојано ги повторувате. Тоа е програм по кој живеете. Програмот по кој живеете се менува токму на, еве, еден од начините, неколку начини, кажа Рената. Исто така, откако ќе забележам, значи, што не ми користи на мене, а јас упорно верувам во тоа, чие е тоа, најчесто ќе видите некој од родителите, па поздравете го ако го видите, ќе слушнете можеби некоја изјава. Дали е родител, дали е, не знам, некој врсник што сте се дружеле, значи, тоа се баш програми кои што ни се уште од најмала возраст, најчесто со нас, и затоа вели Рената, убаво е да пишете писмо, убаво е да му се обратите на детето во вас, чисто да го охрабрите дека не е само, дека вие сте сега возрасен, тука сте со него и тука сте за него. И го менувате верувањето, значи, во верување кое вам ви служи, односно ви е корисно. Малку е тој термин служи, меѓутоа го користат, но корисно е за вас. Ако мене не ми е корисно уверување, дека, например, кога врне, мене не ми е добро, притисокот ми паѓа и јас цел ден спијам. Тоа е чисто уверување. Ќе биде вистина, како што кажа и Рената предходно, се ќе ви докажува дека сте вие во прав и дека е тоа така. Како? Добивате резултат. Вам ви се спие, само што ќе ги видите на капките дожд, вам ви се спие, мрзоволни сте, легнувате, па притисокот ви паѓа, казате, земете мераш за притисок, мерите и тој вистина е паднат. Вика, така е, 100% си во право. А тоа е чисто уверување. Сега, за јас тоа кога гледам дека е уверување, кога ќе забележам такво нешто, а ми штети, не ми е корисно, затоа што треба да завршам некоја работа, морам некаде да одам и сега што се случува? Што се случува ако ќе одложам, ако верувам цврсто во тоа, ќе одложувам, не сакам да одам, нели, по такво време, посебно ако треба да одам во институција, па уште и да чекам некаде нешто, никако не сакам, и имате во прилог, од ви паѓа притисокот и легнувате, ве кутнува 100%. И што правите при тоа? Ако забележите дека е тоа уверување, се пакувате и одите. Едноставно. Значи, како и да звучи, колку и да е тешко,
Но првото е тоа. И при тоа, велите, значи, па чекај, што имам јас добро во овој дождлив ден? Што можам јас добро да видам од се во ова што сега во овој момент се случува? Па можам да се фокусирам, например, на капките кои паѓаат на стаклото. Па можам да излезам со чадор, па на чадорот да ги слушам, да се фокусирам на звуците. Па, не знам, може би најромантичните стихови излегле баш под дождот. Значи, да најдам милион работи кои што ќе ми го потврдат моето ново уверување кое што ми е корисно. Затоа што јас тој ден ќе излезам, ќе ја завршам работата која што сум ја имала, која што сте ја имале, ќе направам се што е потребно, без разлика дали тоа врнело, дали греело сонце. Значи, поентата е да го забележите првично што е тоа што ве кочи и од каде е тоа. Дали е тоа ваше? Чие е тоа? Како сакам да биде? Ако не сакам вака, супер, ние сите знаеме што не сакаме. Него поентата е што сакаме. И сега кога знам дека тоа не го сакам, окей, што сакам наместо тоа? Кога јас ќе знам што сакам наместо тоа, создавам нови патеки во мојот мозок, создавам нови невронски патишта, кои што одат во прилог на тоа што сакам да го живеам. И се програмирам токму така како што сакам. Затоа што, внимавајте, многу често велат уверувањата се тесно поврзани, тоа се што е уверување. Тоа е една мисла која што неколку пати е повторена како вистина. И тоа станува ваше уверување, ваше секојдневие. Значи тоа е уверување. Значи тоа е една мисла. Кога знаеме дека е мисла, многу често се случува да афирмациите ги користат за промена на уверувањата. Едно нешто да ви кажам. Без да го освестите вашето уверување кое ве држи тука каде што сте, вие можете да афирмирате до утре сабајле и ништо нема да се случи. Значи, поентата е да освестам јас чекаве од кај, чие ова? Аха, окей. И потоа веќе вие можете и афирмативни реченици да си кажувате и точно да знаете дека тоа е мисла. И мислата, ако јас ја повторувам, таа ќе стане моја вистина. И невролозите, најновите научни истражувања кажуваат дека 10.000 пати е потребно да се повтори една иста мисла, навика, постапка, што да е, за да премине во нова. А што правиме ние? Ние на сам почеток, поголемиот број, јас не се ставам ние, поголемиот број што прават? Поголемиот број почнуваат и на сам почеток, еднаш, два пати, 5 пати, и нешто као се го враќа. И вика, ајде, сега ова не работи. А глупости, сега јас ова ќе правам. Значи, не може нешто што се таложело со години во долг период, вие бака преку ноќ. Значи, не бива. Се е процес. Така што, ете, ќе си менуваме уверувања, се менува, тоа е добрата, најдобрата вест на светот, дека се менуваат уверувањата, има многу методи, многу начини, многу техники, еве, доста споделивме и Рената, еве, и јас некои ви кажав, така што, навистина, имате. А и можете да се вклучувате, ете, дојдете на коучинг, прво уверување ќе смениме во вторник во 19:30 часот, пријавете се. Се фаќам понекогаш како се трудам да докажам дека вредам, дури и кога никој тоа не го бара од мене, вели Ана. И тогаш си велам, како да го прекинам овој круг без вина, без борба, туку со дозволување. Па така јас би рекла дека најврвната, условно кажано, најдлабоката потреба за докажување не мора да значи дека е кон другите, туку баш напротив, не мора да постои некој пред кого ќе се докажувам, а нели, во мојата околина. Едноставно, она најдлабоката потреба за докажување е насочена кон самите себе си.
И всушност како да, зошто настанува и како ете да направам, нели, промена на тој процес кој што е значаен за мене и да го доведам во една корисна форма. Овде најчесто настанува борба, би рекла, внатрешна борба, која што се води помеѓу разумот и срцето, која што се води помеѓу детето и возрастниот. Односно, возрастниот, зборувам, нели, родителот во нас, се води според тоа да пристапува од она што е социјално прифатливо. А детето тежне кон, рековме, автентичноста, дефинирала како резултат, а работата како само еден аспект од нашето битисување. Така да, нели, да се отворат границите, односно да го ставиме фокусот и на останатите полиња од нашето действување и таму да ги согледаме сите оние резултати кои што ги остваруваме. Така е. Микица, значи, јас не знам како сте, кои други улоги ги играте, освен улогата на вашето работно место, кои се вашите други улоги и видете докаде сте во секое поле на остварување и на реализација. Напишете си една листа, буквално, како сте реализирани, не знам кои се улогите, значи секоја улога посебно, и кои се вашите успеси во сите останати улоги. Еве да се надоврзам на Рената, така што и ќе си имате и увид во сето тоа што го правите, значи не само во тоа колку сте успешни на работа. И знаете како, дефинирајте и што е за вас успех. Затоа што успехот не за секој е ист. Што е тоа што, кој е критериумот според кој го вреднувате успехот? И на секое поле. Значи, првично, како успех на една личност, понатаму, успех на секое поле, во секоја улога која ја играме во ова сценарио кој ние го креираме, а се нарекува живот. Така што, еве, Микица, можеш тоа да го забележиш и еве имаме и уште едно прашање, само да видиме, мислам дека е, да, вели неможност да речам не на родителите, само обврски и грижи не можам, не можам да не прифатам било која задача, вели Владимир. Повели Рената. Добро, еве, ова е нели, можеби во овој тип на формулација на прашањето се согледува и одговорот, односно можноста, неможноста и влијанието на, нели, родителите кои што ги споменав дека се првите модели од кои што ги црпиме тие образци на однесување, но честопати и не мора да се родителите тие. Родителите може би се или не се физички со мене. Може би воопшто не се веќе физички на овој свет, но нивните, односно образците кои што ги манифестираме и кои што сме ги наследили од нив, неопходно е да ги освестиме, односно дали тоа е вистинскиот глас да јас можам или не можам, или всушност тоа е постапување од оној модел на оценување, би рекла. Така е, ти благодарам, и тоа е воедно послушното дете. Нели, кога ни кажуваат родителите нешто, ние најчесто не е во ред, не е културно, не е убаво, посебно возрасен да одбиеш, како можеш мене да ме одбиеш, кога ќе ти кажам има тоа да го правиш и така натаму. Тука има и некоја можеби наметливост, а можеби и бидејќи, ако добро забележав, ако добро прочитав, вели грижи, обврски и грижи не можам, не можам да не прифатам било која задача. Се има граница, без разлика, значи, за кои да станува збор, нека се тоа и нашите родители. Ние
секој еден од нас делуваме и живееме како посебна единка тука. Значи, секој од нас е посебна единка и живее, креира живот, секој има свој живот и секој има право на свој живот. Така што, како што се родителските граници, така секој од нас и ние како индивидуи имаме одредена граница. Јасното поставување на граници е здраво. Здраво првенствено за вас како личност, а здраво е и за вашите родители, дури да знаат, да го планираат дури и своето време, да знаат кога можат да ве побараат, кога може вие да им излезете во пресред. Значи, тоа е феноменална соработка која што е здрава. Затоа што ниту еден од нас, без разлика, пак ќе кажам, ниту еден од нас, за кого, за што се работи, ниту еден од нас не е закачалка. Знаете, па као, еве тука сега, цуп ќе те закачам, па сега ќе те откачам, па чекај сега тука, овде ми сметаш, чекај тука. Сега овде ми требаш, ај дојди вам. Значи, поентата е, кога јас имам здрава граница кон себе, тогаш ќе можам да воспоставам и здрава граница кон луѓето околу мене. Тогаш ќе бидам вреднуван јас и од себе и од луѓето што ме обкружуваат. Воедно и со задоволство ќе ги извршувам тогаш сите работи. Затоа што вие знаете како, кога некој ви кажува, нешто не ви е по волја, посебно кога се ваши родители. Вие ќе го направите тоа и после 2 дена ќе зборувате за тоа што сте го направиле и ќе се обвинувате и ќе ги обвинувате и не знам во себе, не знам до што може да дојдете вербално во вашите мисли. Значи, зошто тоа, кога нема потреба, тоа ве носи во една негативност, да речеме, која што не ви е посакувана, значи негативно размислување, негативни мисли, набој, лутина, омраза, не можам да постигнам, а морам, не знам, и така натаму. Така натаму да редам, значи, тогаш со задоволство прво вие ќе излезете во пресред, ќе бидете скроз окей кога ќе излезете во пресред и истовремено и од другата страна ќе ви веруваат и ќе знаат дека точно тогаш вие можете тоа и тоа да го завршите и дека ќе биде 100% завршено, без поговори, без препирања меѓу вас, можам, не можам и така натаму. Значи, тоа е основното нешто што можете да си го, направите сега за сега, чисто поставување на граница. Добро, и имаме уште едно прашање. А тоа е, ни објаснивте како можеме да ги смениме некорисните уверувања, а дали на ист начин можеме да ги избришеме и некои ментални некорисни слики кои понекогаш ни се појавуваат. Бришење нема. Значи, се што е тука кај нас, како да ви кажам, треба да имаме амнезија за да имаме бришење. Значи, секогаш некој файл постои и секогаш што е тука. Работата е како ние се носиме со сето тоа што се случува. Не е поентата да избришеме. На несвесно ниво, кога барате бришење и викате добре дојде деменцио, алал да ти е. Мислам, значи, не е поентата да избришеме. Поентата е да бидеме окей, кога и да се сетам. Па дури и кога не ми е пријатно, со одреден настан, одредена слика, поврзана со тоа, дај да видам што има добро во тоа. И вие ќе бидете, знаете како, вие ќе избришете таа, ќе ви се создаде нова. И таа да ја избришете, ќе ви се создаде трета. Зошто? Зошто се случува тоа? Затоа што не сте разрешиле нешто во вашиот систем. Вашиот систем се буни. Не се сликите проблем. Проблем е систем.
ајде да видиме што е тоа во мојот систем кој ми прави вака и вака со ова, во врска со оваа слика. И затоа е најважно од се да видам што е тоа што ми го предизвикува ова чувство. Што е тоа поради што јас се чувствувам вака и вака. Како сакам да се чувствувам. Значи, ја прифаќам ситуација, ја прифаќам таа слика. Кога вие ќе ја прифатите, а кога знаете дека сте ја прифатили, кога ќе бидете окей, кога и да ви се појави. Не мора да чувствувате рамнодушност, но не мора да чувствувате желба да ја избришете. Тоа е прифаќање. И кога јас ќе ја прифатам, тоа ми е седно дали ќе се појави или нема да се појави. Така што тоа е тој момент и тоа е работа на се. И тие се тоа е наш раст, тоа е процесот низ кој поминуваме. Рени, ако имаш нешто да дополниш повеќе. Да кажеш свое видување. Така, во однос на ова прашање, нели, ќе се согласувам со тоа дека всушност бришењето, негирањето, потеснувањето на одредени образци, уверувања, постапки не се всушност решенијата, туку решението е во постигнувањето на натрешната рамнотежа, на усогласеност, а всушност од една таква позиција доживувањето е дека ние сме дом во кој што престојуваат, обстојуваат, живеат и ги прифаќаме и болните и радосните доживувања. И дел од верзијата од мене која што плаче и онаа која што се смее и се радува. Во таа насока ми е коментарот во однос на ова прашање, а едноставно сликите според мене, нели, ги креираме, дали се тоа слики, дали се друга форма на креација, повторно би рекла дека потекнуваат од самите уверувања кои што ги негуваме и од кои што постапуваме. Така е. Се е до уверувањето. И тоа е тоа, во што можеш да поверуваш, тоа е ќе го видиш, нели, што можеш да го видиш, да го почувствуваш, да го доживееш внатрешно, тоа ќе го почувствуваш и ќе го доживееш и надворешно. И тоа би било тоа. Некоја порака, Рената, за крај, дали имаш да им порачаш нешто на нашите гледачи кои остана доследно вклучени до крајот на нашиот лайв? Да, повели. А така, еве, како едно сумирање на целокупниот вечерашен разговор, би рекла да пристапуваме од позиција на доверба, на себе почитување, на себе вреднување, а така всушност да креираме една состојба во која што ќе изградиме, би рекла метафорично, еден мост на кој што ќе се присоединат, ќе се обединат. Често пати го спомнавме и детето и родителот, односно ќе се обединат ставовите и потребите и на срцето и на разумот. Односно, на тој начин ќе ги прошириме нашите видици и ќе се насочиме во вистинската насока, каде што ќе носиме одлуки кои што во себе ќе се базираат на добра намера, би рекла, и на паметен избор, а тргнувајќи од ваква позиција, всушност, реков, ќе ги прошириме видиците на тој начин што ќе, освен срцето што може, односно, тргнува и делува од позиција, нели, на чувствата, освен што сака, ќе сватиме дека тоа дека знае да мудро, а додека пак всушност разумот како знае и може да пристапува чувствително, изразувајќи подршка, разбирање, љубов, односно да пристапува и да се изразува со еден љубезен и нежен тон кон себе си. Така е, ти благодарам многу на исцрпните одговори и уживав во нашата дружба вечерва. Еве, имаме една убава порака да го живеете животот како последен ден да е. Радувајте се, како работете работа која ќе ви биде хоби, која ќе ја сакаш, играј, патувај, весели се и така натаму и се друго, и така е
точно е Владимир, супер пораки, еве и од Рената и од Владимир, да направиме мост, да направиме нели една кохеренција меѓу умот, срцето, да живееме секој ден како да ни е последен, а за сето тоа првенствено да си дадеме дозвола и да го оствариме сето ова што вечерва си го посакавме и го порачавме. Ти благодарам, Рената, уште еднаш, ви благодарам на сите присутни. Се гледаме наредната недела повторно во лајв и се гледаме во вторник на коучинг. Едва и чекам, нема да ве гледам вас, бидејќи сите камери ќе бидат исклучени, но и ќе работите и ќе сведочиме на убави искуства. До наредната недела, сакајте се себе, сакајте ги луѓето кои ве сакаат вас, чувајте се себе и чувајте ги луѓето кои ве чуваат вас. Имајте убава вечер. Чао. Чао. Чао.